сте во новото издание на емисијата Здравието есе. За да го најавам нашиот и ваш гостин во студиото, само ќе дадам една кратка најава. Би рекла дека после 60 годишно искуство, но после 25 годишна работа и нотирани и обсервирани анамнестички, невролошки, диагностички, комплементарни исследувања со соодветна терапија над 80.000 пациенти со групирани по диагнози со фундамент на две основни карактерни особени – одговорност и консултација, со следење на најновите референции, монографии, статии, проекти и студии за секое заболување. Во периодот од јуни 2019 до септември 2020 година на професор доктор Методи Чепреганов публикувани се вкупно 11 монографии, посветени на мозокот и неговите функции и заболувања. Од вкупно 48 издадени монографии од 1996 до 2020, 5 се на француски, една на бугарски, една на албански и другите на македонски јазик, а морам да споменам дека и две се во печат. По не знам кој пат морам да го најавам во студиото нашиот и ваш гостин, професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар, епилептолог. Добро ни дојдовте во студиото. Танечка, добар ден на сите, на коченчани. Јас сум половин по моето потекло коченчанец и си го сакам кочени. Значи, една мала исправка. Јас сум 62 години веќе доктор. А ово што го кажавте, 62 години се бавам со медицина. А ово што го кажавте 25 години се однесува на овие публикации кои сум ги правил 25 години, сум ги припремил, а сега за време на ковидот морам да дадам објаснување, едно, нели да не испаднеме нескромни. Оти во оваа година и 3 месеци, а посебно во овие 7 месеци од како трае ковидот, мојата маленкост издаде ни малце ни повеќе него 8 монографии. И двете се во печат, тоа се веќе 10. Ама за нив нема да збориме, оти тие ќе збориме кога ќе излезат. Пред да кажам нешто повеќе, би сакал да се заблагодарам најискрено, енормно на сите вработени во Европа 92 кочени. Ги поменувам од директорот, од Горан, од Весна, нели они си ги знаат подобро, на сите вработени, посебно на овие луѓе, кои сите овие монографии ги издадува. Сега, ќе направам една поредба. Не им правам ЕПП, ама вистината сакам да ја кажам. Јас сум дел од 5 светски енциклопедии, издадени во Франција, во Масон. Една не сме ги промовирале. Авторот редакторот нова Жан-Луи Дитман е мој соработник. И ние со него имаме издадено 26 монографии. Овие сите 8 се заедно, сите 11 што ги представам сега, се со него. Што ми е зборот? Кога му ги пратив овие книги, тој рече вака: Жукропа, вика, не верувам дека овакво издание може да се направи во Македонија. Да сум тамо, енциклопедиите светски, имаме 4 веќе издадени, да не зборам што сме збореле, значи јас сум дел од тие енциклопедии, ќе ги печатам во Кочани. Не им правам реклама, него мислам дека се крајно стручни и многу педантни и така натаму, и јас сум многу задоволен. Благодарам на сите од Европа 92. На тебе посебна благодарност, затоа што морам да кажам дека во овие, ако не 10, ама сигурно 10 години, прво бевте горе на Ридот, па бевте на друго место, па тука, нели? И ова е најдоброто студио во кое сум гостувал. Не ви правам никаква реклама. И во Телми, и така натаму, ја ги почитувам сите, се е окей, ама ви имате една феноменална студија. Тебе ти посебно благодарам што ја пратиш мојата публицистика и секогаш најдеш време да ме повикаш да направиме еден момент. Сега се враќам. Да зборуваме за една доста интересна и многу важна книга Старење на мозокот,
Таа ќе остави најпоште покажеш која, Крајот ќе зборуваме, затоа што најактуелна е она и сонот, па не уште една. А за другите ќе кажам по некој збор. Значи, ќе повторам. Откако се вратив од Франција, тоа е 25 години, во Франција ме научија после работа, ово давам како предлог на младите колеги. Јас имам во мојот компјутер во овие 25 години, реков, откако се вратив од Франција, 80.000 пациенти. Секој ден, после завршената работа, јас ги групирам по групи на болести. Може да не замарам, мозочни тумори, епилепсии, мултипла склероза, удари, крварење и така натаму, да не замарам. Во текот на овие 25 години, се што сум добил и прочитал труд за таа проблематика, за таа група, сум ја ставил внатре. И има еден многу важен и битен момент, мене со сите новини ме храни Франција. Јас сум, реков, дел од светска енциклопедија, тамо сме околу 35-30-40 души, има од Белгија, Франција, Швајцарија, има еден колега од Бразил и мојата маленкост од Македонија. Имаме 6 секретарки. Се што се случува во светот, дам порака, како се прави наука. Тие пратат и не хранат со сите податоци. Например, еве, за ковидот. Јас имам секој ден информации. Ковид и мултипла склероза, ковид и епилепсии, ковид и мозочни удари, ковид и менингоенцефалити и така натаму. Не е таа тема, да не замарам. И тоа сакам само да го искористам ова, јас носам маска, вие не отесте млади, рековте, ама порачувам на македонскиот народ, излегувам малце од контекст. Единствената одбрана од ковидот е носење на маска, тоа да запамти народот. И затоа имам инфекција. Меѓутоа, тоа е друга тема, нема да збориме за неа. Сега се враќам на овие година и 3 месеци, отивам тамо 3 книги и другите 8 книги се напишани, значи, од како почна карантинот. Првата книга што сакам да ви ја представам се вика Симптоматски епилепсии. За секоја книга ќе кажам по еден збор. Што значи симптоматски епилепсии? Прво има 3 групи големи на епилепсии. Едните се симптоматски, за кои ќе кажам, другите се идиопатски, околу 20%, вие се 80%, и третата група се така наречени криптогенни, скриени епилепсии, тоа е 0,1 до 1%. Од тие сите паѓат полека одат во симптоматските. Значи, напишавме со Дитман и со Татјана Чепреганова Чанговска, која е веќе во Америка, работи во Мајами, али главен консултант ми е професор Жан-Луи Дитман, тој е светско име, живее во Страсбург и е редактор на 4 светски енциклопедии. Значи, секоја болест во мозокот може да даде епилептичен напад. Тоа го викаме симптоматска епилепсија. Ебе ве замарал, би можел многу да зборам за тоа. Ова е алманах, пресек на науката, на невронауката во актуелниот момент. Се тоа што го представувам има една цел. Во актуелниот момент со професор Дитман и со целата екипа со која работам, сме направиле пресек на науката, на мојата наука, невронаука, во светот представен во книгите во Македонија. Значи, тоа е првата книга. Потоа направивме една се вика кортикална малформација и факоматози. Многу битна работа и ќе дам само една порака. Кортикална малформација значи промена на кората на мозокот која настанува за време на така наречената ембриогенеза. Многу битно. Да сите мајки трудници го сватат ова. За време на бременоста не советуваме никакви лекови. Да се пазат од болести, затоа што секое заболување го ја пореметува така наречената органогенеза, зрењето на кората на мозокот. И после остануваат кортикални малформации,
типот има ги многу, да не ве замарам, лизенцефали, шизенцефали, дисплазии, полимикрогири, хетеротопи и така натаму, има цел пишано тоа, кои имаат за тешки последици после од како ќе се роди детево, а тоа е епилепсија и ментално заостанување, ментален ретард. Значи, не плашам, советувам секоја трудница и секој гинеколог да пази многу, што, значи, обичен антибиотик прави пореметување на кората на мозокот. Совет. Ама мислам дека тој совет е многу вреден, бидејќи фармакорезистентните, најопасните епилепсии кои не се лекуваат, се резултат на кортикалните малформации. За жал. Овде себе мислам дека ја промовиравме оваа книга, се вика Агресија, моќта на човечкиот деструктивен нагон. Ќе кажам две реченици. Ние живееме сите на мајката Земја планета, сега се смета дека има околу 8,5 милиарди. Живееме меѓу два пламени, така го викаме. Едниот се вика стрес, за кој сме зборале многу тука, и другиот е деструктивниот нагон. Ние се раѓаме со него. Целта е на оваа книга да помогнеме, заедно со Теодора Костовска, психолог извонреден, мислам од светски ранг, извонреден, да помогнеме да секој од нас го контролира и го стави под контрола својот деструктивен нагон кој го носи, за да може да живее нормално во едно општество. Иначе, ако оставите да ве води агресијата, насилството на деструктивниот нагон, тешко и горко на тие поред вас и на тие што работат со вас. Значи, целта е контрола на деструктивниот нагон. Морам да само ќе се заблагодарам, како се благодарив на Европа 92, на Универзитетската библиотека од Штип, која ми издаде второ издание на мојата персонална библиографија. Ја ги сега малце преварив, меѓу време, од како издадов уште 8 книги. Па ќе мора трета, една издадова, ова е втора, па ќе мора трета. Значи, тоа е национална установа Универзитетска библиотека Гоце Делце Штип. Мојата искрена благодарност за персоналната библиографија. Се надам дека ќе издадат уште една. Со професор Дитман и со третиот автор, Татјана Чанговска, Тања се вика и онако тебе, направивме една едиција од 4 книги посветени на крвните садови на мозокот. Ќе почнам со венозни мозочни тромбози. Совет. Најчесто кај жени. Советот во што е? И тоа се јавуваат во оптималниот период на жената, меѓу 20 и 45 година. Од што? Од контрацептиви. И треба многу внимателно и гинекологот, и жената, и Јасмин и така дале, да не ги набројам, не сум против, ама не сум за неконтролирано земање, затоа што венозните тромбози се резултат најчесто, има и други фактори. Да не бидам погрешно сватен. Ма тоа е најчестиот фактор и затоа го споменавме. Значи, тромбози само на вените на мозокот. Затоа што во ист контекст издадовме сите васкуларни состојби на ребетниот мозок, и на артерии, и на вени, се вика медуларни васкуларни акциденти, и за да биде таа палета заокружена, направивме 2 монографии по 200-300 страни. Едната се вика мозочни хеморагии, крварење во мозокот, комплетно од клиника, анатомија и така натаму, терапија се разбира, мозочни хеморагии, и четвртата книга е мозочни исхемии. Тоа се тромбози. Тоа е најчестиот дел, со најчестата болест што се дешава во нашата. Мозочни удари, шлок, што го вика народот, сега ние го викаме мозочна исхемија. Инфаркти во мозокот.
Многу време посветивме да издадеме една комплетна алманах еден, Библија би рекол јас, за работниот мозок, има околу 350 страни, има околу 1000 и нешто слики. Тоа е една изворедна книга и тука им посебно благодарам на Европа што успеа сликите да ги представат на феноменален начин. И јас сум наистина многу благодарен. А посебно мојот професор кој е автор, нели исто, само ќе покажам, сите слики се направени на најевропски начин. Ова е алманах, Библија за работниот мозок. Нема проблем до овој момент, до овие 2-3 месеци, кој не е обработен во оваа Библија. И последните две книги, на кои сакам да ја посветим малку повеќе внимание, една се вика Сон. Сон. Рече него, сон. Да, сонот е еден од најважниот делови на нашиот живот. Зошто? Затоа што сонот е рекуперацион, биолошик, вика французите, обнова на енергијата на организамот преку ноќта, за да можете следниот ден да бидете способни за работа. За ова би требало да посветиме и цела емисија. За ова ти советувам, ако да сме живи и здрави, да овој ковид да не покоси, што да правиме, мора да се пазиме, затоа носам маска. Значи, сонот, и овде ќе кажем само една поединост која ќе ве фрапира. Еден од најголемите и најчестите проблеми на ниво на мајката Земја планета, знаете ли кој е? Не е главоболката, несоницата. 80% вика светската статистика од луѓето на мајката Земја планета во овој момент страдат од некаков тип на неспиење. Многу има, многу можем да разберем за тоа. Од тие само 2 до 3% барат помош. Сите други лапат лекови, зимат, кој како стаса, пита, не пита, пријатели, родни и така и така да. Значи, никој не се адекватно лекува, а никој не се праша зошто не спие. А најчесто не спиме поради стрес. Пример, ќе дадам совет. Ако вие навечер дојдете од работа преморени, направите вечерата, речимо, и седите да гледате филм. Филмот има убиства, крвои, тепачки, ножеви и така дале. И после тоа легнете да спиете. Мислите дека ќе можете да спиете? Абсурд. Тој е најголемиот проблем. Значи, советот е, навечер, ако сакате да се одморите, немојте да гледате филмови кои имаат тешка содржина. Тие ќе ви го земат сонот и утре ќе бидете неспособни. А тоа е само една од причините. Тоа е една од причините. Причини има многу и не е сега време и не сакаме да збориме. Ово го спомнав како куриозитет. Со тоа што има и обратни состојби, има и луѓе кои заспиват, зборува и заспива. Или на колата на воланот ќе заспие. Тоа се вика нарколепсија, да не ве земара. И последната книга, која мислам дека сите ќе ги интересира, се вика Старење на мозокот. Старење на мозокот, во која збориме пак тоа трио со професор Дитман, мојата маленкост и Татјана Чанговска, збориме за меморијата. Како и на кој начин да си го очувате вашето памтење и да имате quality of life, квалитетен живот, qualité de la vie, викат французите, квалитетен живот и што подолг живот. Ја може да имам 90 години, али ако сум дементен, животот нема и квалитетен. Јас живеам, но не сум со квалитетен живот. Јас за пример ќе ја земам Норвешка. Ја работам во Тронтхајм, едно место, многу на север горе, дека главната искра, значи прво ми падна во очи дека 90 годишњаци на улица има стотици, што е кај нас реткост, утопија. Тие 90 годишњаци се со одлично здравје. И првото прашање ќе го поставив на моите колеги. Кој е фактор?
Он ми вели, ќе те одведам. Отидовме на пазар за риби. Значи, чека, може да преку 1000 луѓе, донесам некоја голема риба, може би имаше 1 тон, ја сечат со пила, прават големи блокови парчиња, земат лимун и ги јадат живи. Зборот ми беше, месо ретко јадат само риба. И имат посебен начин на живот. Се враќам сега на нашето основно прашање. Мајката природа нас не наградила со тоа да живееме живот. Ние имаме психа и сома. И тие треба да бидат во една хармонија. Меѓутоа, мајката природа која наградила да живееме, како што, тоа е вечето прашање кој никош нема се реши, вели, јас ќе ти дадам да живееш, ама ќе ти посочам 4 закони мои, кои треба да ги почитуваш, ако сакаш да ти биде животот и подолг и поквалитетен. И токму за тие 4 закони на мајката природа ќе зборуваме во оваа. Одлично. Значи, вас интересира кои се тие 4 закони? Јас што учи нашата постава. Првиот закон се вика апоптозис. Апоптоза значи, чедо мое, кога се родам, јас, ти, секој на овој свет, нашите клетки одна почнуваат програмирано да стареат. Затоа нема вечност. Значи, постои програма од мајката природа, клетките да живеат одреден век. Меѓутоа, животот на тие клетки зависи од што? Зависи од мене и од начинот на живот што јас ќе го изберам и ќе им го придадам на моите клетки. За информација, да бидам појасен, сите ние имаме 100 милиарди на клетки за мозок, зборам само. Тоа важи за сите клетки, ама јас зборам за мозок. 100 милиарди неуроцити у мозокот. Тие 100 милиарди се помеѓу себе поврзани со синапси и во секој момент треба да одговорат на тоа што го правите, што треба да го примите или да го кажете. Ако во апоптозата не внимавате на начинот на исхранот, на начинот на живење, на спиењето, да не кажам дебелината, стресот, хипертензија, сите тие за кои после исто така ќе кажам некој збор, сите тие допринесуваат да ја забрзате вие вашата апоптоза. Значи да го забрзате старењето на вашите клетки и си правите штета на кого? На самите себе. Затоа што на вашите клетки кои треба да им дадете да имаат подобар, покомотен и похармонизиран живот, вие им го кратите нивното постоење. Апоптоза. Вториот закон се вика хомеостаза. Хомеостаза значи биолошка равнотежа сега на сите метаболитни функции во организмот. Тоа прави на регија се вика хипоталамус. Тој е диригент. Тој диригира со работата на срцето, дишењето, дигестија и така натаму. Да не ме замарам. Преку еден систем што го викаме автономен нервен систем, симпатикус и парасимпатикус. Тие два, едниот е активатор, другиот е кошничар. Тие два системи се во спрега, ама функционираат неверојатно хармониски. Значи, хомеостазата зависи од вегетативниот систем, од тој центар во хипоталамусот, ама и зависи од тоа како јас живеам. Ако јас не спијам со ноќи, ако јас взимам дрога, тоа е катастрофа, јас не се апсолутно. Апсолутно. Значи, другата, тоа морам да го кажам јавно, бидејќи јас сум 62 години доктор. Сум видел и јадници мозоци исушени. Другата го суши мозокот. Тоа е најголемата опасност. И затоа имаме и Алцхаймер, и деменција, и така натаму, и така натаму. Друг проблем и тоа во оваа книга сум го опишал. Овде има една книга уште што
Јас не сум ја земал, не знам зашто. Бела маса се вика. Ти кажа ми да не, пошто е збор два. Не знам како ми се промакнало да не ја земам. Тоа се врските меѓу кората на мозокот и меѓу периферијата. Бела маса. Изборена книга, Библија. Сите овие книги се први на ниво на Македонија, тоа да го кажам. Се враќам на хомеостазата. Значи, хомеостазата е многу битна за таа биолошка рамнотежа на метаболизмот во нашиот организам. Пример, ако земам многу храна во која има масти, јас ќе направам да настрадат моите клетки. И моето старење ќе биде продолжено. Односно, на некој начин ќе си го скратам животот. Значи, место да си го продолжам, ќе си го скратам животот. Тоа е голем проблем. Третиот фактор се вика матурација. Созревање, всушност. Тоа беше зрење. За тоа зборувавме во една емисија. Ме збореле, да, кој се збореле за стрес. Зрењето или матурацијата, јас зборувам за мозок, а за сите органи, е процес. И тој трае, да кажам, целиот наш живот. Меѓутоа, многу се важни првите 18 години од животот. Зошто? Затоа што ние се раѓаме со една така наречена когнитивно-рационална интелигенција. Тоа е инстинктивно-нагонскиот дел во нашиот живот. 10%. Тоа се нагоните. Со нив се раѓаме, со нив заваѓаме од мајката, природа. На тоа сега доаѓа првиот фактор кој е многу битен, а се вика воспитание. Најважниот фактор, фундаментот на една држава е воспитанието во фамилијата. Тоа да го запамтите и вие, и целиот народ. Фамилијата е таа која што го одредува психопрофилот на еден или друг човек. Еден мој голем професор во Париз викаше вака: ако сте имале мајка која првите години од животот ви се смеела и вие ќе се смеете цел живот. Ако мајка би била намргодена, да не кажам лоша, имала проблем и вие ќе бидете исти целиот живот. Тоа е огромна вистина. Воспитание. Зборам многу, може многу збори. Значи не е важна само фамилијата. Важно е и кој ќе излезе од фамилијата, улица, школа, другари и така да. После тоа е друг фактор. Сето тоа има огромно влијание од односот на тие луѓе према вас. Другиот фактор во матурацијата, кој е многу битен, трет да го наречеме, се вика образование, едукација. Тоа е резервоар на знаење. Тоа е на што го води човек во животот. Или ќе го направи хармонизиран и зрел човек, или ќе го направи психопат. Резервоарот е многу битен. Тука сега доаѓа. Каде учите, кои ви се учители, кој е нивото на школата, нивото на земјата и така натаму. Тоа е огромен фактор. Меѓутоа, еден од најважните фактори во психопрофил, ќе направам еден мал дискурс, ќе излезам од темата, али во склоп на темата. Постојат 3 психопрофили. Психопрофил личен, секој од нас има свој психопрофил. Зависен од сето ово што го зборувам до сега. Постои психопрофил на нација, на народ. Зависен од моите психопрофили, од нашите психопрофили, ами од тоа како е формирана таа нација во нејзиното размислување. Ќе кажам еден збор, секој национализам е параноја. За науката зборам сега, не мешам политика ништо. Невронауката вели вака: секоја националистичка пулзија на една личност е параноја. Тоа е болест. Зошто јас да бидам над тебе? Нема теорија. Или ти да мислиш дека јас сум лице од друга вредност. Не сме личности. И ви, и јас. И треба да имаме начин како да се однесуваме, ќе го кажам тоа на крај.
Значи, едукацијата е еден од најважните фактори како, на кој начин се прави психопрофилот на личноста и на крајот на овие два психопрофили доаѓа третиот, се вика цивилизацијски ментум. Ќе кажам еден збор, може би надвор од контекст, али многу актуелен. Во моментот, цивилизацијскиот ментум е тешко нападнат, во смисла на така наречена алиенација. Ние со ковид инфекцијата правиме не за тоа што сакаме, за што мораме една алиенација, оттуѓување. Ти во фамилијата не смееш да бидеш близок со твоите затоа што излегол надвор, не знаеш дали е заразен. Тоа е многу опасен феномен. Социјална дистанца. Социјалната дистанца е окей, потреба, ама таа ја прави алиенацијата. А да не зборам за друг проблем, излезам надвор од контекстот, борев на една телевизија цела емисија за така наречена тач нано цивилизација. Телефоните. Пример, седите во една кафана, 10 деца, погледайте ги. Пример ви давам. Видите за саат време дали тие ќе прозборуват еден збор меѓу себе. Секој гледа на телефонот и ќе заборават да зборат, ќе заборават дека 2 и 2 се 4, ќе заборават да пишуваат. Тоа е проблем на идните цивилизации. А сега ковидот го тоа продлабочи. Друга тема, ама само ја нафрлив. И сега новие 3 главни проблеми во матурацијата, доаѓа шлагот на личноста, на она што треба да ја направи, да ја создаде личност. Тоа е да мора да има инкорпорирани морални, етички, социјални и духовни норми. И на крај, вие имате зрела личност или имате незрела личност. Во што е проблемот на зрела или незрела личност? Зрелата личност знае да разговара, знае да почитува, знае да биде флексибилна, знае да биде толерантна и да секогаш за се нема проблем, осим вечноста, ќерко моја, кој не е решлив. Абсурд! Нема проблем. Затоа што проблемите ги прават нашите емоции. Ние во нас живееме во една спрега меѓу емотивниот мозок и меѓу рациото кој се наоѓа во префронталниот лобус. Ти се стално борат. Емоциите сакат да ги надвладат, ама штом надвладат емоциите, ја губите свеста. И логичното мислење ви се пореметува. И треба секогаш рациото да раководи и да даде решение. Може би, тоа е интелигенција. Интелигенција е способност на една личност во даден момент да донесе за било каков проблем најадекватно решение. И ако тоа се гаси, ама не да биде тоа агресија и насилство и протести. Значи контрола на емоциите. Контрола на емоциите од рациото. Најважниот момент во така наречената екологија на духот, односно во интерперсоналните односи. Тоа е најважниот момент во твоето, во моето, во негото постоење. Вие сте нон-стоп во некаков контакт со деца, со фамилија, со ма, со жена, со работа и така дали, така дали. И ако во тој контакт нема хармонија, тешко и горко и на вас, тешко и горко и на тие. Затоа што одите во еден стрес. А стресот има тешки последици, прави психосоматски болести. Не плашам. Медицината го докажала тоа. Бидејќи стрес, секоја стресогена состојба како го пореметува интегритетот на личноста. Стресот што е? Вие сте ме навредили, сте ме пореметиле мојот интегритет. И јас не одговарам со чаша со ова, него ќе го голтнам тоа. Ќе го голтам, ама во мене хормоните горе, допаминот горе, серотонинот горе, се качува, гама-аминобутерните киселини се не ги набројам, нели? Глутаматот се оди горе и после X време инфаркт на срце, инфаркт на мозок, карцином и така да. Затоа што голтате негативна енергија и таа ве полни. Дали ме свативте? Животот е една сцена на која секој ја игра, тука сме го опишал тоа, сме го пишале многу добро.
На кој секој игра својата улога. Зависи како ќе е научил, ама многу зависи од соиграчите. Многу битно. Со кого си, со кого живееш и како тие те разбираат, дали знаат да разберат. И се враќам на оно што е најопасното. Постојат во карактерните особини на незрелоста на карактерот две карактерни мани, да ги наречам, карактерни промени кои ги викаме. Едната викаме малигна нарцисоидност, многу опасна, и другата викаме агресија. Агресијата е секој знак на интелектуална немоќ. Ако јас не можам со Тања да се разберам и сакам да ја поведам, ќе дам чашта, ќе фрлам по неа. Ќе ја исплашам и она ќе избега. Агресијата е секој резултат на интелектуална немоќ. Тоа е опасна работа, да бегате од таков човек. Оти малигната нарцисоидност носи со себе особини јас вредам, другите не вредат. Се што прават другите е капитулантско, дешперантно, инфасно, тоа е нарцисоидност. Тоа е многу негативна особина. Затоа што сеите злоба, сеите омраза, завист, љубомора, параноја во околината околу себе. Таа нема хармонија. Ама тоа ќе го платат и они, ама и ти ќе го платиш со психосоматска болест. Не травматизирам. Јас сум со големо искуство човек и сум ги видел сите тие работи на дело се викат. Сум 6 години. И затоа овие 50 книги излегува, нели, од едно огромно искуство во животот без никаква цел. Целта ми е да дам поука и да луѓето сватат дека во интерперсоналните односи лежи животот и во начинот на исхрана. За тоа зборевме цело време. Значи, како да го продолжиме векот на нашата апоптоза? Оти ние можеме да си го уништиме сами животот, а можеме и да си го продолжиме животот. Јасен е сум. Имаш ли прашање? Да, четвртиот закон на мајката. Четвртиот закон е закон кој што мајката природа го има кажано и многу од народите не го почитуваат и одат во една крајност што се вика тврдоглавост и тврдогорлост, а тоа се негативни особини. Имено, во мајката природа постои закон на посилниот. Се знае лавот кој е во џунгулата. Природата го кажала тоа, не е Чепреганов. И сега, ако прашањето е, ако сум јас од многу мала нација, значи дека треба да легнам доле. Ни случајно. Одговорот на невронауката е многу едноставен. Треба да имаш повисока емоционална интелигенција од тие што се над тебе, иако се од голема нација, за да можеш да обстанеш. Значи, ти е целта во животот да бидеш толку паметен, толку интелигентен, толку да имаш резервоар на знање, да можеш да обстанеш, да живееш. Затоа донесов оваа книга. Не сакам сам да го кажам, значи сум влегол, не затоа што сум француз, не сум македонец. Ама, они ти го гледат паметот. Имаш ум. Оти. Умот царува, чедо моје. Историјата и цивилизацијскиот ментум го тоа докажал. Умот царува, насилноста, агресијата, трулат. Значи, одговорот на четвртото прашање е во умот. Умот треба да биде тој што ќе ве води и што ќе ве стави во друштво со сите и ако се они посилни. Оти тоа не го злоупотребуваат сите. Јас сум живеел во земја која е многу поголема од мојата земја. Меѓутоа, штом се наметнеш со својот ум, ти си почитуван. Дали ме разбравте? Суштината која е? Работа, работа и работа. Овие 50 книги, да не спаде нескромно, не се напишани паднати од небото. Јас знам како сум ги напишал. Ова книга, овие 4 што ги објавивме, 2006, 2007, 2012, 2018, 4 енциклопедии имаме светски. Знаете каква работа е тоа? Јас знам. Меѓутоа, не никого не сум му кажал. Честа е да ви дадат право
Ама тие тоа право да го искористите и да бидете, тоа што го кажавте на почетокот, кажавте два големи збора. Да умеете, да знаете и да знаете да се консултирате. Многу битно. Ако само јас знам, ништо не правите. Знаеш и ти, знае и он. Оти. Сега ќе го земам за пример Конфучие, вака рекол, пред 6,5 години. Друго е кога мислат тројца, а друго е кога мисле еден. Дали сум јас? Оти вели, тој закон во мајката природа постои, ама тој закон ја го руши интерконтактот меѓу луѓето. Тоа го знаеме сите, јас не го сакам, никој не го сака. Поготово ние што сме од помалите нации. Оти вели, тој го рекол истиот, само големите птици бика летаат сами, малите летат у јато. Да врши играта. Оти големата риба ја јаде малата кога ги да посака. Меѓутоа, за да обстанеш, кога ќе видиш големата риба, треба да бидеш многу интелигентен, да можеш да се предохраниш, да не кажем да се спасиш, да соживееш, да имаш кохабитација. Дали сум јасен? Да, целосно јасен, но еве една кратка поука само ќе кажам, па ќе објасните вие. Ајде шо. Во нашето секојдневно постоење, умот царува, а нокта и снагата трудот. Тоа е енграм, значи трак. Да, на енергијата, на најмокната променада низ цивилизацијските, психомотивни и интелектуални основи и смислата на животот. Да живееш и да постоиш, значи почитате го тоа. Да работиш, да твориш, да креираш, да ствараш, да умееш, да почитуваш, да те краси емпатија, флексибилност и толерантност, тоа што го споменавте, значи да имаш изграден свој психопрофил со богат резервоар на знаења и инкорпорирани норми во совеста на собственото его. Тоа се ваши реченици. Тоа е чело мое. Тоа е смислата на животот. Има еден евреин, Виктор Ханкел, нели, ако има некој можност нека прочита, тој е доктор, психијатар, кој бил 4 години во Аушвиц. Има напишано на феноменално книжуле, се вика Смислата на животот. Дојдење во состојба на такво обесмислување на животот, во кој негови поред него се самоубиваат стотици. Тој не. Тој вика, јас ќе живеам. Ова ќе го надживеам. Многу голема филозофија е тоа, ама не сакам сега не е момент. Значи, животот мора да има некаква смисла. Смислата е вашето постоење и работа. Жер живот без работа е ништо. Активност. Да вие, оно што вие има, секој има своја област, нели? Јас сум се фатил за невронаука, друг има кардиолог, трети има друга наука, ти се бавиш со ова и така, значи, секој има некаква смисла што нашол по тоа што го работи. Ама треба да го осмисли и да не прави штета на другиот. Тоа е параноја. Да те почитувам, јас те почитувам ко човек. И во животот треба да научиме, не у Македонија има голем дел кој знаа да почитува. Има голем дел кој има ментален склоп катастрофален. Еве сега за ова. Јас се карам секој ден сум на прва борбена линија. Јас имам визер, имам маска, имам уште една маска, имам очила, имам скафандар, цел, нели, ракавици и така дали. Нема вирус. Чедо мое. Прво, не го правите тоа ради мене. Сега се враќам на друга тема, многу важна во нашето постоење. Актуелна. Ако нема вирус, не можат 1.200.000 луѓе да... Може да има завери, ајде да не зборам сега. Кината, Америката, не знам што, не е тоа мое. Не викам не. Ама вирусот постои. И тој е друштвен. И тој е тука. И од него умират луѓе. На 38 милиона души. Да чуем. Од вашиот аспект. Од мој аспект. Дали од оваа здравствена криза со COVID-19 би излегле со психолошки здрава нација?
од психолошки Јас го кажав тоа. Многу се падат и психички, сакам да кажам. Одлично кажа. Преска кажав, еден од главните проблеми што го наметнува и мерките и ова, кои сите се бранат, јас не. Ја ги прифаќам, најдов начин како да ја канализирам својата енергија и напишав многу книги. Значи, е алиенацијата, тоа е отуѓувањето. Тоа е еден голем проблем. Фамилија, пријатели и така натаму. Меѓутоа, треба да бирате меѓутоа дали ќе прифатите рестрикцијата или ќе си го изложите животот на опасност. Опасноста е голема. Опасноста е реална, опасноста е вистинска. Јас не травматизирам. Оти луѓе секој ден умираат. А јас сум видел, вие не сте виделе, ама јас знам што значи глад за кислород. И кога ќе го ставиме на машина, нели, очите, не травматизирам. Тоа е страхотна работа. И сега прашањето е колку треба да се превенираме за да не дојдеме до таква состојба. А има превенција. Има, сега читав, има три референции, едната е од Амстердам, другата е од Данска, третата е од Виена. Квартови затворени 14 дена без било каков контакт немат ни еден ковид. Значи, вирусот е друштвен, ако се дружиме, го пренесуваме. Ако се пазиме, не го пренесуваме. Падна ли луѓето во депресија за време на оваа ковид? Многу. Тоа не сакам да травматизирам. Многу луѓе, депресија, панични состојби, тоа се реактивни депресивни слики, и тоа не е тоа тема сега. Прашањето е дали да земате лекови. Јас и мојата француска школа не советуваат. Советуваат разговор со пациентот, да ја свати објективноста и да влезе во играта, да се го предпазува собствениот живот. Ама не само мој. Ја и твојот треба да го пазам и на него треба да го пазам. Јас, да не ми свати погрешно, дојдем од работа, кондурите се облекувам надвор, ги зивам во рака, ги мијам на ова. Жена ме од другата соба, ја влегувам во туш и така дали и така дали. Што не значи дека не можам, па да ме фати. Ама морам да ги правам сите мерки за да се предпазиме. Тоа го барам од мојот народ. Да свати дека ова сериозна работа, ова не е играчка. Нема, тука, добро каже еден, не ќе го читав Шкарич, овде не може ни закон, ни парламент, ни устав. И има право човекот. Овде важи инфекцијата, важи животот. И треба да се да правиме сите. Сите треба да правиме. Не јас мислам вака, мрака, ја ќе направам ова. Не може да направиш. Вирусот е тој, он напаѓа секого. Оди ми излеговме малце од темата. Добро, не можеме да не ја споменеме. Добро, али е актуелна. Јас сум оптимист. Ремдесивирот имате, тоа сте прочитале. Има веќе и лек кој има одлични успеси. Ако колега не кажа дека не е така, не слагам, нека прочита на интернет, има многу референции. Тоа е првата работа. Втората работа, следната година ќе биде година на колективен имунитет. Мора вакцинација да се направи. И вакцините се веќе во оптицај. Има у Тибинген, има у Оксфорд, има Индија, има Кина, има Русија, да не ги набројам. Ние читаме стручна литература. Таму нема лага. Еве сега во Ланцет читав. Значи, третата фаза е веќе на крај, има многу луѓе. И она што се деши у Оксфорд, тие читам стручно. Знаете што се има да се миелит? Миелит е воспаление, јас ова книга го имам опишено тоа, миелит е воспаление на кичмениот столб. И тоа одма утврдиле дека не е тој вирус, дека друг вирус. И одма после 3 дена продолжија со испитувањето. Значи, за сега компликациите не тешам,
него тоа е една позитивна работа. Има компликации, има главоболки, има вртоглавици, има малаксилост, има болки во мускулите. Зборам за вакцината. Меѓутоа, ти се ден, два, три и после тоа сепак има еден имунитет. Оно што е необично, овој вирус е необичен бидејќи прави интрамаскуларна коагулација. Ниједна бронхопневмонија со друг вирус не прави, значи, коагулација во самите крвни садови. Тоа е необичната работа. И вториот момент, кој што во актуелниот момент не е јасен, колку ќе трае имунитетот. Месец, два, три, 5, 6 година, 2, 3. Овде многу сме кратко, веќе колку 6-7 месеци, и не може никој да го предвиди тоа. Оти што е вакцината? Една реченица уште гледам да те интересира. Вакцината е авирулентен сој на вирус, авирулентен значи тој кој не е опасен, се става во организмот и го мотивира организмот, неговиот имунолошки систем, да он продуцира антитела против тој вирус. И ако не да Боже дојде инфекцијата, има антитела што ти го одбранат. Многу обично вака речено, ама тоа е цел систем, имунолошки систем е голема работа. Јас сум оптимист од стручна гледна точка, затоа што секоја имало пандемии, има и ќе има. Вчера читав во Ланцет, не викат пандемија, него викат синдемија. Мислам дека колегата сгрешил. Синдемија значи дека многу други кофактори влегуваат во тоа. Да, тоа го викаме коморбидитет. Коморбидитет значи 1, 2, 3, 4, 5 болести се удружуваат заедно со овој вирус. Да, тоа е точно. Тоа се ризичните групи. Никој не го спорува. Тоа е еден, значи сега ако дојде вакцина, према мене би требало прво ризичните групи да се вакцинираат, медицинарите сите и така натаму. Сега младата генерација сите бегат, ама мислам дека грешат, бидејќи најголемиот проблем, знаете ли кој е сега? Младата генерација и се заразува, најчесто е асимптоматски, значи го пренесува, а тој нема симптоми. Тука лежи проблем. И затоа треба вакцинацијата. Затоа треба превенцијата. Совет давам ја, не сум компетентен фактор. Да, прво говорите ми за COVID-19, тоа е одговор, значи, завршувам со една реченица. Во односу на ковидот, максимална одговорност на секој поединец. Не чекајте закони. Не може Филипче да направи. Филипче направи човек, прават они све. И комисија не може, ако јас не сум одговорен. Ако правиме свадби, собереме 35 души, изгубивме све. Све не важи закон тука. Одговорноста на луѓето. Јас благодарам многу ми драго. Да зборуваме, но еве објаснивме книгата Старење на мозокот, наистина интересна книга која ги објаснува тие 4 закони на мајката природа и е интересно да се слуша, но многу важно. Па видите вака, пак ќе Се е повторам. опфатено за Старење на Живеете мозокот. и сакате да имате долг век, ама и да ви служи памет. Ако не ви служи паметот, немате квалитет. Но треба да придонесеме, јас да разбрам. И објаснивме, значи, начинот на животот, најважната работа. Ја не кажам, има голема разлика во менталниот склоп на тие што живеат во екватор и на тие у Сибир. Знаете каква разлика има? Огромна. Тоа е гол цел ден и таму нема диабет, таму нема мултипла склероза. А овде е обратно. И така натаму и така. Значи, зависи од што? Зависи од сонцето и зависи од начинот на исхрана. Многу фактори има. Многу фактори, Мислам кои дека може кажам. и да влијаат, на некој што не може. Јас книга не сум продал, али им советувам на луѓе кои се интересира дека прочитате Европа 92 ги има сите книги. Јас се благодарам уште еден пат. Не знам, можда вие не сте добри со нив, али јас ги прочитам многу.
значи, има таков квалитет, па, значи, почнам со нив и завршам со нив. И мојот професор Дитор 20 пати ми рече, дај следната книга да ја печатиме кај нив, ако ќе поевтини. Викам, ја не знам. Добро, докторе, благодарам. Благодарам јас. Еднаш за гостувањето во Поздрав емисијата. до сите мои кочанчани. Нашите гледачи со нетрпение ќе го очекуваат повторно да дојдете во студиото со нова книга, со нови совети, има за што да се зборува со вас. Ми живи здрави. Бог здраве да дава на сите и на нас. Така, благодарам. Почитувани, тука завршуваме емисијата Здравјето е се. Наш и ваш вечерашен гостин беше професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар и епилептолог. Зборувавме за старењето на мозокот, навистина интересна книга која вреди и да се има во својот дом. Се гледаме во следната емисија. Ви останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите гости. Довидување.